Тема што е многу актуелна, за која со гостите констатиравме, разговараме за неа, за жал. Меѓутоа мора да бидеме гласни, мора да бидеме јасни. Вандализам и девијантни појави. Здрава младина е темел на здраво општество. Од мојата десна страна, наши гости денеска во студиото, доктор Камилија Симеонова, специјалист по детска и адолесцентна психијатрија. Добро утро. Добро утро, Јована. До неа заменик министерот за труд и социјална политика Ѓоко Вилковски. Добро утро. Добро утро на нас. Добро утро, добро ни дојдовте. Добро утро. Ви благодариме што одговоривте на поканата. Како вовед во разговорот ќе ја повикаме колешката Анита Никушева Јованчев, која што ќе разговара со градоначалникот на општината Бутел. Во овој блок ќе се обиде од една до друга општина да стигне и до општината Центар, но започнуваме во Бутел. Ани, вниманието е кај тебе, те слушаме, повели. Вовед на темата која што ќе работиме во следниот час, за сите малолетници кои што вандализираат во општината во кој живеат, општо корисна работа, иницијатива која што секако ја поддржа ЗЕЛС. На оваа тема утре разговарам со првиот човек на општина Бутел, градоначалникот Дарко Кустовски. Дарко, добро утро, како сте утрово? Добро утро, работно. Добро дојдовте. За сите малолетници кои што ќе вандализираат во општините, општо корисна работа, иницијатива на градоначалникот на општина Центар, меѓутоа поддржана од сите, поддржана од ЗЕЛС. Како ќе функционира во вашата општина? Се што е во насока на заштитување на тоа што го градиме, практично сите заедно, бидејќи нели се гради со средствата на граѓаните, наидува на поддршка моја лична и се надевам на сите граѓани на територија на општина Бутел, бидејќи навистина е проблематично кога се уништува општествениот имот, практично тоа е имотот на граѓаните. И во таа прилик, во таа смисла би сакал да ја поддржам оваа иницијатива секако, но исто така би сакал да истакнам и навистина квалитетната соработка на општината со полициската станица Бутел. Навистина, доколку побараме помош од страна на полицијата, навремено интервенираат, но сепак можеби не е тоа доволно, бидејќи пред нека десетина дена од сега имавме еден проблем со вандализирање, потоа со кршење на поставување на едно детско игралиште. Така да во таа смисла ве сакам да упатам еден јавен апел да си го чуваме општинскиот имот, еден апел и до родителите да стигне таа порака до нивните деца, да им објаснат дека сепак станува имот, нивен личен имот, кој што се гради од средствата на нивните родители. И во таа насока за многу кусок ќе организираме една работилница во основните училишта, се со цел да го доближиме се тоа до учениците, да им објасниме дека практично станува збор за нивен имот. Да, ова е мерка која што се применува во многу европски земји. Очекувате дека ќе има позитивен ефект тука кај нас? Апсолутно да, и сите мерки кои што се испробани, овака народски кажано, во останатите држави, особено во поразвиени држави, треба да почнуваме да ги имплементираме и кај нас. Секогаш може да има специфики на теренот согласно разликите на општеството и некоја мерка да не пасува кај нас, но вреди да се проба. А конкретно ова која што ја споменавте, сметам дека ќе помине добро. Да, ги споменавте ви училиштата. Ќе ги споменеме родителите кои што се можеби најзасегнати. Бараат ли тие често помош кога станува збор за оваа тема? Се советуваат ли со градоначалникот? Родителите се затекнати. Најчесто кога ќе се случи ваков проблем, родителите, нивните деца ги доведуваат до момент да се извинуваат, да се обидуваат да ни кажат дека не станува збор за домашно воспитување, туку можеби околината е влијала и слично, и така да, затоа кажав, не треба децата да ги доведуваат своите родители во една таква непријатна ситуација. И она што го споменав пред малку, работилницата која што сакаме да организираме на оваа тема е повеќе побарање на родителите, и затоа и ќе направиме. На кој начин го гледате трајното решение? Може би да се насочат децата во друга насока? Вие сте една од најспортските општини, имате огромен успех кога станува збор за спортот, може би повеќе спортски активности? Сите активности кои што можат да се дадат на децата се добредојдени во насока на тоа да се оттргнат од такви девијантни однесувања.
спортот секако е едно од најдобрите активности за да може да се отргнете од едно такво. Практично немате време да се занимавате со тоа. Можеби нема да се искорени темелно оваа појава, но и така сметам дека со едукација, пред се со едукација, ќе може да се намали, да дојде до една така кажана нормала, за да сепак она што го градиме се разбуди желба кај сите малолетни, па и повозрастни, да се чува, а не да се уништува. Викендов полициска патрола имаше министрот Точковски заедно со градоначалникот на Киселавода и Центар. Очекувате ли наскоро тука кај вас во Бутел? Има најави одредени и може да го организираме сето тоа, иако ќе повторам, навистина ни е одлична соработката со локалната полиција и со униформираната полиција и со цивилната полиција, и доколку има потреба и за повисоко ниво, ја би апелирал, но мислам дека сега за сега ни е одлична соработката со полицијата на територија. Да, ова е тема на која што ќе работиме во наредниот период. Само накусо, бидејќи сме веќе тука во вашата општина, на што се насочувате во наредниот период? Па тоа што можам да го кажам е дека следи градежна офанзива како што сме немале до сега на територија на општина Бутел. Започнуваме да градиме нова поликлиника во Бутел 1, нов мега плоштад во Бутел 1, нов плоштад со мега парк во населба Радишани, пешачка патека на реката Серава, два нови клучни моста, кои што беа ветувани можеби 30 години наназад. Ќе реконструираме две училишта, практично фасадите на двете основни училишта, Петар Зарвковски Пенко во Скопје Север и Свети Климент Охридски во Бутел 1. Ќе почнеме да градиме 3 нови спортско-рекреативни центри за многу скоро од денес, и со особено задоволство сакам да најавам асфалтирање на нови 50 улици пролетва, меѓу кои над 20 големи клучни сообраќајници, како улицата Коритница, која што го поврзува Радишани со селото Љубанци, Боро Кралевски, Боро Менков во Скопје Север, улица Бетовенова, Марко Крале, Киро Димушков. Значи станува збор за клучни големи сообраќајници кои што не се чепнати повеќе од 30, па можеби и 40 години. Така да следува една голема градежна офанзива на моје лично, но и на задоволство на граѓаните на општината. Многу работа за периодот кој што следува. Благодарам на одвоеното време, дел од проекти кои што ние ги следиме и во изминатиот период. Благодарам уште еднаш, се гледам во нека наредна прилика. Ви благодарам и јас и голем поздрав за тоа што ја следите работата на општина Бутел. Благодарам уште еднаш. Студио. Благодариме, Ани. Следува, се разбира, еден колку можете побрз превоз до општината Центар и ве очекуваме во овој блок и со градоначалникот на општината Центар. Благодариме. Како вовед во темата продолжуваме со гостите во студиото. Доктор Камилија Симеонова и Донја, заменикот министер на Министерството за труд и социјална политика, Ѓоко Вилковски. Докторке, ајде да започнеме со главното можеби прашање. Се бара одговор за тоа зошто се појавува девијантно однесување. Дали е тоа нешто што се раѓа детето со такви некои афинитети? Разбирам, Јована. Оно кое што сакам да го посочам, бидејќи ова е навистина едно многу комплексно прашање и нема еден универзален одговор, секако дека за девијантното однесување, ако сакаме да бидеме искрени, постојат многу фактори, меѓу кои што сигурно и генетиката, оно што ме прашавте дали се раѓа дете вакво. Меѓутоа, се повеќе науката ни вели дека оној епигенетски модел, односно како тоа дете расте без разлика на неговата генетска основа, предоминира какво однесување ќе има. Така што девијантници, односно девијантно однесување, секако дека е нешто што е креирано општествено. Детето не може да се јави со такви побуди ако тие не се пробудени кај него. Така што можеби тука е оној момент кој што треба да се прашаме какви сме ние како родители, каква е нашето општество за живење, колку се тие деца сигурни, како се развиваат и дека сите овие фактори се оние кои што се доминантно важни, без разлика на генетски модел, односно генетска основа што има детето. Прашање за заменикот министер Ѓоко Вилковски, Министерство за труд и социјална политика. Какви сме ние како општество, како институциите се справуваат со оваа појава и со овој ќе кажеме проблем? Така е, кажавме на почетокот во неформалниот разговор дека оваа тема не треба да
повеќе да туркаме може и по тепик, треба да не погледнеме во очи на вистината и да кажеме дека навистина имаме проблем. И тоа е реалноста, претпоставувам дека не само Македонија, така пошироко сегде прифатени се тие некакви моменти на движење на условно кажано она што го гледаме од западните земји да биде ин во Македонија и слично кај младите луѓе и за жал доаѓаме до ситуацијата да денес имаме толку голем број на случаи со девијантно унесување токму на децата и на младите во нашата заедница. Како институциите го гледаат овој процес, ќе го кажам од аспект на нашето Министерство за социјална политика, демографија и млади денеска, значи како ние го гледаме, како ние го обсервираме целиот процес како проблем во нашето општество, тоа е дека по нашето она што го имаме како ситуација е дека нецелосно сите институции функционираат меѓу себе. И за жал системот кој што години наназад не бил поставен правилно и не бил моделиран согласно новитетите кои што се случувале во светот за да го спречиме барем дел од ова девијантно однесување, ни дошло до ситуација да денеска нашето министерство со нашите центри за социјална работа да немаат доволна комуникација со делот на образование, со оние превентивни мерки во Министерството за внатрешни работи и нивните институции, така да поради сето ова што системски не било креирано како што треба на изминатите години, да денеска имаме одредени пропусти за жал во многу сегменти токму во сите едни институции кои што функционираат во нашата држава. И последиците од сето тоа може да видиме денеска, да имаме постојано преку социјалните мрежи, преку вашите прилози, преку медиумите да се покаже дека навистина има девијантно однесување во голем дел кај децата во нашето општество. Не смееме да бегаме од девијантното однесување, мора институциите да функционираат. Ги споменавте институциите. Симона Илиевска беше во јавната установа за згрижување на деца со воспитно-социјални проблеми и нарушено поведение. Разговараше со директорката Виолета Масевска Палич, па да слушнеме што беше кажано таму. Јавната установа за згрижување на деца работата ја извршува во рамки на две служби. Во едната служба згрижува деца со воспитно-социјални проблеми, а во другата служба деца со нарушено поведение. Децата со воспитно-социјални проблеми се сместуваат од страна на центрите за социјална работа, додека децата со нарушено поведение се сместуваат согласно пресуди од страна на суд. Оно што е за нас многу важно е тоа што доколку не успееме со првичниот третман кој што сме го имплементирале во пракса, се обидуваме да направиме промена на индивидуалниот план и да пристапиме кон детето на еден малку поинаков начин за да ја постигнеме бараната или првично поставена цел која што ја имаме. И сега во дадени ситуации нашата работа резултира со сериозен успех и тогаш се обраќаме до судијата со предлог и укажување дека ние сме ги искористили и употребиле сите алатки за работа и при тоа предлагаме да судијата донесе една под наводници ослободителна пресуда, односно да донесе решение за прекин на третманот, бидејќи детето може веќе правилно да се интегрира во заедницата. Доколку не успееме во тоа, во тој случај повторно се обраќаме до судијата со вонредни извештај и предлог за промена на мерката, каде што судијата може потоа да пресуди, односно да донесе решение за сместување на детето на друго место. Оно што е многу битно за работата на установата во двете служби е тоа што ние обрнуваме сериозно внимание на воспитната компонента, а тоа значи дека предпоставка е кога едно мало дете ќе стори, односно дете до 18 години, кое што е деловно неспособно, ќе стори кривично дело дека е занемарена во првиот дел таа воспитна компонента и од таа причина тоа е моментот кој што ние го јакнеме. Дали го правиме самите тоа, континуирано додека детето е на мерка кај нас, соработуваме со центрите за социјална работа. Центрите за социјална работа, освен што соработуваат со јавната установа и се вклучени директно во предметот со малолетникот, тие паралелно со тоа работат и со биолошкото семејство. Нормално, не сите деца имаат биолошки семејства, некои деца се сместени кај згрижувачи, старатели. Многу е битно обкружувањето да го вмрежиме, значи многу е битно да ги искористиме сите алки кои што ги имаме на располагање за да можеме да ја оствариме нашата првична цел.
Законот за правда за децата, во кој што е опишана јавната установа за згрижување на деца со нарушено поведение, тој закон кој што е донесен во 2024 година и е во согласност со сите меѓународно ратификувани договори и конвенцијата за правата на децата, остава слобода на судијата да направи проценка во зависност од тежината на делото и сите фактори кои што влијаеле и допринале на детето да го направи кривичното дело. Па од тука, затоа и реков, таа воспитна компонента кај нас е многу силна и она е нешто од што ние почнуваме да работиме. Многу често велиме дете направило тешко кривично дело, ама треба да ги земеме сите фактори кои што претходно влијаеле на детето за да го направи тоа кривично дело. Што значи дека некогаш децата прават кривични дела во улога на жртви, затоа што се манипулирани, некогаш прават кривични дела од небрежност. Во зависност од тоа како судијата ќе цени, може да се случи некое дете и за тешко кривично дело да дојде во јавната установа, имајќи во предвид дека судијата предвидела улеснителни околности кои што допринале до сторување на тоа кривично дело. Па сега, се што може да биде кривично дело може да се најде во нашата установа, дали ќе дојде кај нас или ќе оди во некоја друга воспитна установа, зависи од проценката на судијата. Многу е битно во тој дел дека кога судијата е носи одлуката, во предвид го зема Центарот за социјална работа, односно неговото мислење. Центарот за социјална работа во ситуација кога некој дете е фатено како сторува кривично дело, веднаш се повикува по службена должност и се стекнува со конкретни сознанија за средината во која што живее, влијанието кое што го има од факторите околу него, неговото друштво и на тој начин формира мислење до судијата. Најчесто во најголем број на случаи го прифаќа мислењето на Центарот за социјална работа, што и не мора да значи, бидејќи судијата има легитимно право да цени како што мисли дека треба. Така се враќаме повторно во студиото, дискутираме навистина значајна тема за која што пред се заменик министре Васкеве прашам. Вие сте од помладата генерација с која што очекуваме да донесе промени, да донесе очекувани промени потребни за општеството, велиме здрава младина создава здраво општество и се согласувате дека е така. Па која е стратегијата на Министерството за создавање на здрава младина? Мора да кажам дека Министерството за социјална политика, демографија и младина или со тоа што го превративме и ги ставивме младите како дел од самото министерство пред само 8 месеци, дадовме јасен сигнал дека младите веќе ги ставаме буквално во топ тема како дел од општеството кој што навистина треба да им дадеме максимална поддршка и да токму и на оваа тема да разговараме. Она што ги преземаме како чекори и ќе си го покаже своето даден момент сите активности што ќе ги преземеме, меѓутоа едно што е многу важно што сакам да го потенцираме е моментот каде што самото министерство работи на создавање и државата како програмска активност на создавање на едни центри, односно за развивање на менталното здравје токму кај младите, децата и младите. Тоа е со отварање на во локалните заедници едни советувалишта, центри кои што ќе можат токму младите да се советуваат за разни проблеми или тип на нивно однесување и како треба да постапуваат во самото општество, што ќе биде од многу значаен момент, бидејќи ако таму децата и младите ги советуваме и им ги дадеме преднаците како треба да бидат и да се однесуваат во општеството, мислам дека ќе го барем во дел ќе го намалиме, нема да го спречиме никогаш нема да го искорнеме во целост ваквото девијантно однесување на поединци во општеството, меѓутоа мислам дека ќе го намалиме токму таа појава во даден момент, така да министерството активно работи токму на оваа директна тема заедно со владата и мислам дека ќе биде од големо значење пред се за локалните заедници како исти, меѓутоа и како државата како систем целосно. Извинете, под прашање, како ќе функционираат тие центри? Младите ќе треба самостојно да одат, нивните родители да ги носат, можеби ќе биде на предлог од оделенски наставник, директор, психолог, педагог во училиштето да ги посетат центрите. Како тоа ќе функционира? Не верувам и докторката ќе каже, не верувам дека сами ќе одат. Ова е друга генерација. Токму така. Затоа треба да функционираме целосно како држава и како систем и тоа треба да го воспоставиме како пракса. Ако до сега не било така, кажавме претходно дека за жал системот има грешки во истиот. Ако едно дете збора младинец е во одредена институција, државна институција, тоа е школство, ќе земе центар за социјални работи, како исто го третира или независно каде се наоѓа во системот, таму се детектира
веднаш од дефектолозите, педагози, психолози, социјалните работници во самите институции, бидејќи сегде ги имаме присутни и во образованието и во самите центри за социјална работа, и тие многу лесно ги детектираат токму ваквите појави кај децата, да им дадем обука на вработените како да го детектира токму таквото однесување на самите деца и младенци, за да може да алармираат навремено со упатување во овие центри, со разговор со самите семејства, бидејќи видите голем дел од едно дете да има таква појава многу зависи од самото семејство. Да не бегаме од тој факт дека семејствата предизвикуваат токму појава кај одредени деца да се однесуваат токму така како се однесуваат, да бидат пример за своите родители надвор од своето семејство и слично, така да треба паралелно со упатување токму на овие институции во овие центри, меѓутоа и работа со семејствата, згрижувачите или старателите, независно кои се на самите дечиња, за да може таа превенција буквално да ги опфати сите чинители кои што предизвикуваат токму едно такво девијантно однесување. Докторка, споменавме дека превенцијата е можеби најважниот сегмент, подобро е да се спречи отколку да се лечи, тоа е ставот на сите кои што го гледаат и го посакуваат здравото општество. Слушнавме од заменикот министер дека постојат институции, таму има вработени, има стратегија. Сега, ако се случи детето да треба да го посетува тој центар, таа институција, какви треба да бидат воспитно, па и образовните, ќе кажеме, и образовни се и едукативни се тие мерки кои што таму треба да се спроведуваат со цел тоа дете да се ресоциализира. Да. Знаете како, ќе искористам само еден пример од корона пандемијата, кога гледавме како семејствата како остануваат дома, така насилството се зголемува. Како и дури можеби хармонични домови стануваат дисхармонични. Кога на луѓето нема да им дадете идеја што да прават, кога луѓето немаат идеја што да прават, тие најчесто не се корисни. И прво нешто кое што сакам да го посочам е токму ова, дека ние кои им го структурираме на децата денот, ако ние им дадеме јасни правила, ако им дадеме јасни ангажмани, они ќе знаат што треба да прават. И всушност девијантното однесување не е ништо друго освен немање ред и поредок. И она кое што домовите треба да го прават е токму ова, да едноставно децата имаат предвидлив ден. Предвидливоста ги прави децата многу посмирени. Анксиозноста намалува, дисхармонијата намалува. Бидејќи ако сакате да го разберете девијантното однесување, знаете како нема филозофија во тоа. Еве како изгледа девијантно однесување, одиме ги кршиме клупите во паркот. Ако го вратите детето како растеме, ние двете тука сме мајки, на која возраст детето дома крши му е баш гајле, зашто? На година, на две, на колку? Да кој дофаќа предметите и фрла. Да. Значи ние имаме емоционална зрелост на некој тинејџер од 16 години на 2 години. Значи ние треба тука да работиме. Нас девијантното однесување не е ништо друго освен емоционална незрелост. Овие елементи треба да ги јакнеме кај децата, ова кога би било јакнато, се друго ќе се дојде само по себе. Одиме сега во Куманово. Да, ќе се навратиме повторно назад во студиото со можеби еден од причинителите за девијантното однесување, но претходно ајде да ја слушнеме да го најавиме, со материјалот од Куманово. Елена Ѓоргиевска од Куманово вели вака: само заеднички ќе се спречи булингот. Кои се активностите кои што се превземаат во Куманово? Елена, повели. Да, добро утро од Куманово. Каква е состојбата во кумановските училишта? Една тема која што од секогаш е била актуелна, популарна, проблематичните дечиња како наставниот кадар, секторите се справуваат со нив. Меѓутоа, новото време носи и нови предизвици, нешто што е актуелно и нешто се работи на надминување изминативе години, секако и булингот во училиштата, особено сајбер булингот. На оваа тема разговарам со раководителот на секторот за образование при општина Куманово, Александар Јовановиќ. Добро утро, благодарам што одвоивте време за програмата на утринската програма на Македонската
телевизија, како сектор, заедно со кумановските училишта, со бројни невладини организации и издруженија, изминатиот период навистина активно работите дали преку трибини или одредени други проекти, имате средби и со наставниците, и со учениците, со родителите, тема која што постојано се потенцира. Булингот, меѓутоа, најпрвен ќе ве прашам како се справуваме со проблематични ученици. Од секогаш ги имало и ќе ги има. Кои се чекорите кои што првин ги преземаат нашите училишта, вие како секторот, и дали тоа е доволно за сега? Добро утро и до вас, благодарам на поканата. Добро утро до сите гледачи на Македонска радио телевизија. Точно констатиравте, значи би рекле проблематични. Па тоа се ученици сепак наши, со кои имаат некои потреби да се ги изразат своите барања, дали ќе тоа лутина, дали ќе без во училиштето. И сега, доколку погледнеме и направиме една анализа, најчесто се тоа ученици кои ни доаѓаат од дисфункционалните семејства или деца од социјален ризик, меѓутоа и не мора да значи. Голем број од овие ученици се оние проблематичните, како што велите вие, се и занемарени ученици. Па видете, доколку погледнеме и појдеме по основната дефиниција дека огледало на родителите се децата, тогаш треба да се тргне од домашното воспитување. Дали може да се надмине ова, и се надминува. Меѓутоа потребен е еден период со превентивни активности пред се, а потоа, како што реков, ученикот да научи дека тоа не треба да го прави, дека не е добро и не треба така да се однесува, најмалку во училиштето. А дополнително, кај го гледам проблемот, го имам анализирано, е нефункционирање на основниот триаголник на комуникација помеѓу родителот, ученикот и наставникот. На нас не доаѓаат поплаки и од една страна, не доаѓаат поплаки од друга страна. Како да ви објаснам? Родителите убедуваат и уверуваат дека проблемот е во училиштето и во наставниците. Од друга страна, наставниците велат дека не грижа на родителите, немање грижа кон учениците и да се посветат и по завршување на училишното околу училишните обврски, ако во централните градски училишта, каде што бројката во оделението изнесува 30 ученици, би реколе и нормално, затоа што се и голема концентрација на ученици, исто тоа се случува и во руралните средини. Таму кај што се многу помал број на ученици, и таму постои булинг. Дел од психолозите дури преку нивната шема, така наречено, на ученици се успеа да влезат во самите групи. Имате ли информации докаде постапката згаснат или се истите? Па видете вака, учениците се на чекор пред нас. Тоа може да го констатираме затоа што ги пратат најновите трендови. Ние и да сакаме, пријавуваме, една група ќе биде затворена, учениците си наоѓаат модуси, затоа што ги добро владеат социјалните мрежи, се отварат на некоја социјална мрежа која и ние не ја знаеме, а и наставниците исто така не ја знаат, и учениците си наоѓаат модус да си отворат нова група, меѓутоа и тука веќе училиштата не се моќни. Тоа и во анализите ни покажа дека тие малтретирања психички, омаловажувања, вредење и смевања, кои се највеќе застапени, доаѓаат после наставниот процес, затоа што во некој училиште дојде иницијатива на самите совет на родители, во 2 училишта веќе изгласаа такво заклучок за забрана за користење на мобилните телефони за време на наставниот час. За поздравување и што во неколку средни училишта во нашиот град исто така функционираат и клубови за медијација, кои што ги покрена здруженија, секако вие и училиштата дадоте поддршка на истите, вклучени се самите ученици, и она што е добро е што веќе пријавуваат и препознаваат всушност булинг. Па така, во изминатиот период општина Куманово во соработка и со Министерство за образование, Државен просветен инспекторат, Биро за развој на образование, со кој имаме одлична соработка, дополнително и со невладини здруженија, тука би го издвоил здруженијето Доверба во Куманово, со кој во изминатиот период реализираме 3 проекти. Клубови за медијација беа во проектот Неми сведоци, потоа Обединети во мир и со почит и разбирање. Учениците успеа да бидат обучени да сами ги надминуваат проблемите за да проблемот не ескалира, тоест не ги надмине оние неочекувани сегменти. Дури и учениците беа ставени во улога на жртви, за да почувствуваат како е кога жртвата трпи. Видите,
Кога потоа учениците имаа свое излагање, рекоа дека никој не сака да биде во таква положба ставен, да биде омаловажуван и смејан и така натам. Потоа одржавме состанок со директорите, каде што истите беа задолжени да разговараат со учениците, да одржат родителски состаноци. Потоа училиштата бараат интензивна соработка на СВР Куманово да пријавите кои ќе бидат поднесени и да имаат дополнителни информации од СВР Куманово што со тие ученици понатаму до кај пријавата и потоа действување директно доколку е потребно од страна на СВР Куманово. Но најубаво е со вакви работилници да учениците успеваат во тие групи што си членуваат, а и не мора да членуваат, не да се надмудруваат, туку да действуваат и да им служат за нешто друго, за да се договараат, координираат, па и како што рековме од овој приказ на вежбата што беше и сами да си ги решаваат конфликтите. Благодарам на одвоеното време. Благодарам и на вас на поканата. Имавме можност да го слушнеме раководителот на секторот за образование при општина Куманово, Александар Јовановиќ, како што истакна и секторот, меѓутоа кумановските училишта, невладините организации и здруженија продолжуваат да работат на оваа тема за која што постојано мора да се потсетува, а пред се најмногу треба да обрнат внимание, како што рече и раководителот, оној триаголник, ученикот, наставникот и секако родителите. Студио. Благодариме, Елена. Се враќаме повторно во студиото и веќе следното прашање на оваа тема. Булингот е тема за која што многу зборуваме и ќе прашам докторката дали можеби е еден од главните причинители за девијантно однесување и кај оние кои што го предизвикуваат, но и кај оние кои што се жртви. Во подоцнежниот период на претрпување на булинг, пак да премине во девијантно однесување. Не би рекла дека булингот е примарно тоа кое што предизвикува девијантно однесување. Не еден од причинителите. Или еден од причинителите сигурно. Меѓутоа, знаете како, да речам, добро воспитано дете кое што знае правила и граници, се почитуваат во домот, често како жртва на булингот, оно ќе се повлече, оно ќе има една интроекција, нема да има екстернализирачки образец. Обично девијантното однесување бара емоционална неускладеност, бара еден модел на екстернализација кој што обично е многу јасно видлив. И знаете, ако ние сега гледаме социјалните медиуми, ако мене ме прашате за девијантно однесување, можеби највеќе имаат удел социјалните медиуми. Можеби TikTok. Заради тоа што знаете таму имаме неконтролирана содржина, вие му давате на дете скрола, дете гледа си и се што во моментот не ни разговара со вас, не ни ви кажува што гледа, меѓутоа во таа детска психа тој како добива некаква посериозна димензија и она ја реплицира. Така што од сите варијанти за девијантно однесување, ако сакаме да ја бараме надвор од домот, а ако мене ме прашате, најчесто лежи во домот. Заради тоа што домот е една институција каде што луѓето ги учат своите правила. Знаете како, тоа е по шема на асимилација и акомодација. Јас растам тука и за мене све што се случува во овој дом е нормално. Велам нормално, иако нели тоа не е психијатриски термин, психијатриски се вели вообичаено. Децата немаат идеја што е точно, што е грешно. Они го гледаат светот низ призма на нивните родители. Ако родителите дома љубовта докажуваат со тепање, тоа дете мисли дека љубовта значи да се биде тепан и да се тепа. И тие деца ќе видите во градинка тепаат, тие деца понатака во школа тепаат, заради тоа што дефиницијата за љубов им е тепање. Тоа се една поинаква тема што на пример ќе видите една жена која што дома е тепана, многу веројатно е ќе избере маж што ќе тепа. Заради тоа што тоа не е културолошки нормално, не плаши, тоа е нешто кое што не е модел на однесување. Така што за девијантно однесување е моје видување како детски психијатар и видување на детските психијатри во светот е дека девијантното однесување потекнува од домот. Социјалното, меѓутоа не смееме да ги абстрахираме институциите образовните и воспитните институции, бидејќи сведоци сме на едно време, не толку дамнешно, повторно ќе се навратам на возраста пред едно 30 на 35 па и 40 години, каде што и покрај независно од тоа како бевме воспитувани дома, институциите правеа од нас здрави луѓе. И знаете како, јас се сеќавам сериозно прекорувани. Бев мали и, например, мојот дедо знаеше ми покаже дека ова му е пофалница од Тито. Знаете, тој не бил материјален свет, него бил многу повеќе вредносен систем. Јас не знам дали некој од вас добил плаката дека сте добри на работа.
Па добиваме плакати дека сме лоши на работа. Ами, Или кога нешто ќе сгрешиме. Системот на пофалба ни фали. Просто како тоа што е добро, ние го земаме здраво за готово, а тоа кое што не ни се допаѓа, јако го критикуваме. И така ги критикуваме и нашите деца. Например, ќе дојде детето ќе ви каже, добив 5 физика, математика, хемија, ликовно добив 2. Ликовно доби 2. Све да го абстрахираме, се фокусираме, а многу е природно на дете што му е добра физика, може да не му се црта и да не знае да црта. Знаете како ние потикнуваме онаа девијантност кај децата. Децата не се раѓаат девијантни, децата само треба да ги насочуваме правилно. Да, и она што го велите вие, ние не смееме ги занемариме институциите, меѓутоа е неблагодарно да ние очекуваме, знаете, тоа како жена кога оди на естетски интервенции. Ако ја не се грижам што е да ми шопијам дома, не е крива таа што ме масира. Ме сваќате? Апсолутно. Тоа е крајниот ефект. Секако дека треба службите да бидат доследни. Голем дел од денот поминуваат децата во институциите. Можеби многу повеќе отколку со родителите. Сигурно. Меѓутоа, децата во училиштата го носат она што го имаат од дома. И они уствари си го шегуваат она што го споделуваат она што го имаат од дома. И неприродно да ние очекуваме наставничка професора која што има 30 деца, дека ќе направи подобар ред него ние на едно или две деца дома што ги имаме самите. Тоа сакам да кажам, да не префрлуваме секој општествено вината. Не да си погледнеме, не смееме да ги абстрахираме. Не, треба да ги подобруваме и треба оној момент на пофалување, па ќе кажам кај децата. Она што велите вие превенција, јас се согласувам со вас максимално. Превенцијата е лекот. Не е лекот од кога ќе настане штета. Превенцијата е лекот. Ако превенираме, ние сме во старт подобри. Децата културолошки во развиени земји имаат систем на награда. Оно што не ни се допаѓа кај детето, го занемаруваме и го игнорираме, се правиме дека не ни се допаѓа, а многу повеќе го потенцираме квалитетното однесување на детето. Така, апсолутно не креираме девијантно однесување. Ако ние постојано сме фокусирани на негативниот модел на воспитување, автоматски децата сваќаат дека ја кога сум деструктивен ги имам и мама и тато со мене, колку интересно. И нив им е поинтересно да се девијантни него да се добри. Не смееме никако да бидеме поддршка. Не смееме. И она што треба да учиме дека треба да пофалуваме. Тоа што го правил Тито имало многу јако, јас не сум генерација на Тито, меѓутоа тој модел е импресивен, вака ретроградно нели кога го гледаме, како еден валоризирачки систем кој што има композит во него, градел квалитетни генерации. И природна селекција, оние кои што... Апсолутно. Заменик, извесен период зборуваме и преземаме мерки за справување со булингот, многу гласно се зборува низ медиумите. Повеќе од било кога. Да, и низ, ќе ги земеме и социјалните медиуми како репер, бидејќи сите луѓе се таму присутни. Имаме ли реален ефект од овие активности контра булингот? Мора да кажам дека има, сега ќе кажам вака последиците, едно е само жално како систем кој држава, повторно ќе видиме дека тука навистина за жал само говориме, нели многу теми, гледаме дека одредени општествено компании општествени кои што имаат удел токму во надминување на ова, а државата како систем го нема изградено, бидејќи нели булингот како појава мора да го третираме, бидејќи така како такво нели сме го презеле од ќе кажам од другите земји и дошло и кај нас и мора да се третира, меѓутоа некои државите за жал нема одреден систем кој што го третира нели најдиректно надминувањето на булингот, дали со кампања, дали со превенција, нели дали со решавање пост ваквите случувања. И ако почнуваме да работиме токму на овие теми, периодов кој што следи, така да една од институциите кои што имавме сега во прилогот, јавната установа за воспитно социјални проблеми заедно со УНИЦЕФ веќе креираат работилници за нашите работени за кадрите, каде што нели ќе го стручиме како да ги детектираат, како да ги наменуваат токму ваквите состојби нели на појавата на булингот. Она што сега да кажам кај булингот, што го имаме како информација податоци како министерство или како институции е дека во голем дел, не знам дали ќе се служи докторката со мене по однос на ова прашање, дека во голем дел булингот се прави токму на децата кои што се во реално социјален ризик. Тие деца се многу сензитивни сами по себе и врсистите многу е полесно да се направи така одреден булинг по одредено прашање, бидејќи имаат многу недостатоци, претпоставувам дека имаат карактер на избувливост, имаат карактер на можеби на нешто што го немаат нели во својата средина, односно своите семејства, и тие се најчест ризик за да се случи булинг токму кај ваквите деца, и такви се примерите со ајде условно кажам на дечињата кои се сместени во нашите установи нели во
воспитно-социјалните установи и каде што во самите училишта и таму се случува токму еден таков булинг кон нив, не само од децата, односно од нивните врсници, туку и од мора да кажам дека и од самите стручни лица во самите институции, и тоа е вака страшно, сме го разговарале веќе и со конкретно Министерството за образование и наука, каде што мора ги потенцираме овие слабости и мора ги намираме за да не се случуваат. Тоа е обратниот процес. Праќаме здрави деца на училиште, условно кажано, а оттаму ни се враќаат. Да. Имаме она што ја каже докторката, дека од семејството идат кон училиштето, меѓутоа имаме еден обратен процес кој што индукција, дедукција, секогаш мора, од општо кон посебно, мора да има и тако, не ги мериме нели процентите колку е тоа, нели. Не е ни битно, еден да е, и еден да е, ако се случува треба да се. Постои и тоа и го имаме како момент, меѓутоа и како систем на држава мора да работиме тука и веќе започнаме, така да мислам дека ќе дојдеме така до нешто што ќе биде солидно. Добро, се согласивме дека треба да спречиме наместо да личиме, но кога имаме ситуација дека треба да личиме, кој е вистинскиот третман, ќе се вклучиме во живо општина, центар колешката Анита Никушева Јованчев успеа да стигне токму навреме. ЗЕЛС едногласно ја усвои иницијативата предложена од општината центар за меѓуинституционална соработка и воведување на општо корисна работа за малолетни сторители на вандализам. Ани, те слушаме со внимание. Да, добро утро повторпат. Овој пат се јавуваме од општина Центар. Темата ја најавивте уште од самиот почеток, еден час зборуваме на тема општо корисна работа за сите малолетници кои што вандализираат во општините во град Скопје. На оваа тема утрово разговарам со градоначалникот Горан Герасимовски. Добро утро, како сте утрово? Добро утро, одлични, работни пасовари. Ова беше ваша иницијатива која што едногласно беше прифатена од ЗЕЛС. Како очекувате да се реализира во иднина? Чест ми е што сите колеги едногласно застанавме позади оваа иницијатива, поради тоа што и сите се соочуваме со истите проблеми. На неколку месеци се менуваат реквизитите на детските игралишта, имаме доста пријави за нарушување на јавниот ред и мир во вечерните часови од одредени млади. И целта ни беше преку иницијатива да иницираме поригорозни мерки за да ја подигнеме свеста и кај децата за поголема грижа за јавното добро, но и кај родителите за поголема едукација и посветеност на растот и развојот на нивните деца. Мерка која што прифатена во повеќе европски земји, како очекувате дека ќе биде прифатена тука кај нас, посебно од родителите? Сите заедно мора да дадеме се од себе за да имаме здрава и убава животна средина. Верувам дека, како што чувме вчера, дека денеска иницијативата ќе се најде на владина седница. Истата ќе биде разгледана и верувам дека ќе се оформи, односно ќе се даде зелено светло за да се оформи работна група која ќе биде составена од повеќе министерства и дека самата иницијатива ќе се прелее во закон и истата ќе биде набрзо функционална, односно применлива. Изминатиот викенд заедно со министерот Тошковски и со председателот на ЗЕЛС имавте на обиколка во Центар и во Киселавода. Каква беше состојбата на терен во тие доцни часови? Да, викендов во неделата имавме обиколка заедно со министер за внатрешни работи и мојот колега Орце од Киселавода. Направивме обиколка на неколку точки детектирани кои што во минатото се појавиле одредени девијантни однесувања од страна на млади лица. Во студените денови, ноќните часови, во неделите, односно преку недела, работните денови и така натаму е помирно. Сите тие девијантни појави се појавуваат во текот на потоплите денови од годината. Целта ни е да уште од сега се превземат мерки, да има што поголемо полициско присуство на одредени точки за да во потоплите денови се ова што во минатото се случувало не се повторува. Ние како родители можеби сме најзасегнати, најзагрижени од оваа ситуација. Како реагираат родителите? Па сега за сега одлично реагираат и не само на оваа мерка, имаме и други мерки и иницијативи во училиштата. Одлично се прифатени од страна на родителите. Не се криви сите деца, оние кои што прават неред, оние што уништуваат, редно време е и да правилно се санкционираат. Мислам дека мерката е одлична, да тие што ќе скршат одредени реквизити, да заедно со родителите ги
поправаат истите. Се скрши клупа, се скрши детски реквизити, спортски игралишта, истите да бидат санирани од страна на децата и родителите кои што го сториле тоа дело. Гледате ли некакво крајно решение во смисла да ги оттрнеме децата на некој друг начин, можеби повеќе спортски активности во општината, повеќе едукативни кампањи во училиштата? И јас имам две мали деца, постојано сугерираме да што повеќе спортуваат, повеќе време трошат во салите отколку на улиците, но не можеме целосно да ги отстраниме. Битно е да ги посочиме на правилен пат и да сите заедно водиме што поголема грижа за јавното добро. Благодарам на одвоеното време, честитки за иницијативата, навистина се надеваме дека ќе биде прифатена од сите и сите заедно ќе учествуваме за подобро утре на сите нас. Благодарам на поканата. Јас сум сигурен дека оваа добра иницијатива е веќе препознаена и дека ќе преточиме во закон. Благодарам уште еднаш. Благодарам. Студио. Ани, благодариме. Благодариме за разговорот. Имаме уште некои 4 минути да финишираме во темата. Да, ќе се обидеме да направиме сублимат во овие 4 минути. Одиме веднаш со прашањето за министерот. Дали воведувањето на општо корисна работа, заменикот министер, дали воведувањето на општо корисна работа за сторителите на вандализам ќе помогне и на кој начин и дали веќе има одредби во законите? Постојат законски одредби, мислам навистина општините и иницијативата и ЗЕЛ што прави треба да се да се подигне тоа ниво на ваква сензитивна тема. Меѓутоа веќе во претходна година е донесен со консензус од сите политички партии законот за правда на децата, каде што се предвидени токму за прекршителите над 14 години, дали прекршачно или кривично дело доколку стори малолетникот, да бидат истите доколку судот одлучи судијата да бидат дадени токму мерка на општо корисна работа од 5 до 50 или до 100 часа, зависно од делото кој што го сторил, така да на 14 години после тоа и треба да бидеме сите многу внимателни, кои што сме се заложиле и како земја аспирант кон Европската унија, дека мора да ги почитуваме Конвенцијата на правата на децата, тоа дека до 14 години истите не може да бидат третирани токму по овој закон кој што е донесен и треба многу внимателно да размислуваме на оваа тема и да ги видиме сите аспекти и да бидеме кон децата повеќе. Не велам дека не треба да се казнуваат или да бидат санкционирани, меѓутоа таа казна да вроди со плод да тие бидат ресоциализирани во општеството и да бидат здрави граѓани на крајот од денот. Докторка, како да ги воспитуваме децата? Дали да го покажуваат со прст другарчето кое што сторило вандализам или да се обидат да му помогнат? Дали ова општо корисна работа ќе вроди со тоа чувството на срам да се разбуди кај тие? Дали директно да ги вклучиме во процесот на ресоциализација и другарчињата и средината, околината и како група, како општествена група, како возрастна група? Да, знаете, она кое што јас го советувам е дека покажувањето со прст, ако за да побудиме срам, треба да сме научиле што е тој срам. И проблемот за девијантното однесување е дека овие деца го немаат развиено тоа емпатично чувство, односно чувството на срам. И дека ние нема да разбудиме срам кај овие деца. Не можеме да разбудиме ништо што немаме. И она што стално го кажувам, тоа важи за нас возрастните, ако ништо им земате на луѓето, мора да им дадете нешто за возврат. И она кое што ние на овие деца ќе им го земеме вандализмот, мора да им дадеме нешто за возврат. А тоа ќе биде јас се согласувам, ресоциализација, вклучување во некои активности каде што они можеби за прв пат во животот заради тоа што ние го немаат претходно во своите домови, да почувствуваат љубов и топлина, да ја научат емпатијата, бидејќи емпатијата знаете како е нешто што се вежба, особено во детска возраст. Е нешто што ние го развиваме кај децата. Бидејќи знаете како ако сте со вашето дете во маркет и просто му купувате се што има на рафтови, тоа дете нема чувство за цена, нема чувство, после ќе кажете, па нашиве деца модерни не ги почитуваат парите. Не, ние не ги учиме да ги почитуваат парите. Кога ние би му објасниле на тоа дете дека тоа на полицата значи дека денеска ние сме на работа плюс 5 часа и не се играме со него за да му го купиме тоа, ќе научи детето емпатија, ќе научи дека тоа што го зема од полиците има некаква смисла. Доктор, ке благодариме. Заменик министер, благодариме. Многу пораки испративме денеска. Се надеваме дека ќе вродат со плод и се согласивме сите дека само здрави деца создаваат здраво општество. Така, доктор Камелија Симеонова и Ѓоко Велковски беа гости во емисијата Македонија на утро. Време е за шпица и вести, точно е 9 часот.